Со почетокот на летната сезона илјадници македонски граѓани патуваат во странство, кој на одмор, кој на работа или во посета на своите блиски, но колку ќе не чини комуникацијата кога сме надвор од границите на земјава. Дали роамингот се уште представува закана за шок или високи сметки или постојат поволни пакети и договори со други земји, што значи роаминг како дома во рамките на Западен Балкан и кои се нашите права како корисници. Како што слушнавте и од најавата, утрово разговараме со доцент доктор инженер Борис Арсов, раководител на секторот за телекомуникации во Агенцијата за електронски комуникации, кој ќе ни објасни детално што треба да знаеме пред да го вклучиме нашиот мобилен телефон во странство. Господине Арсов, ви благодарам што ја прифативте поканата и што ова утро сте заедно овдека со нас во Ја сака Македонија. Добро утро и поздрав до вас и до вашите гледачи. Ви благодарам за поканата. Се надевам ќе имаме интересен разговор и секако многу важен. Споменав и во најавата, во пресред сме на летните одмори, кога многумина од нас, од граѓаните, ќе заминат надвор од границите на Република Македонија. И би го започнал овој разговор токму со она што го добивме како можност уште во јули месец 2021 година, практично 4 години сме дел од иницијативата Роаминг како дома, иницијатива на неколку земји од Западен Балкан во однос на телекомуникацијските услуги кои што ги добиваме. Можете ли накратко на оние барем гледачи кои што не се запознаени со тоа што значи роаминг како дома, да им објасниме како функционира кога сме во дел од овие земји од Западен Балкан? Да, секако. Само мала корекција ако може. Оваа иницијатива не е од 2021 година, туку е од 2014 година. Најпрвен ги опфати државите Македонија, Србија, Босна и Херцеговина и Црна Гора. А потоа на оваа иницијатива, како што вие напоменавте, во 2021 година се приклучија Косово и Албанија. Сега, роамингот како телекомуникацијска услуга секако влегува во пакетите кои што операторите ги нудат кон корисниците. Најдобар, да речеме така, за корисниците е оној што е највеќе што нуди за нив како услуга, а за подобра цена, нели, секогаш гледаме она што го добиваме за соодветна добра цена. Граѓаните, она што треба да внимаваат при роамингот е секако најпрво на почетокот нивниот пакет, како го формираат кога потпишуваат соодветен договор кориснички за користење на целиот телекомуникацијски мобилен целата телекомуникацијска мобилна услуга, вклучувајќи го и роамингот кој што сега ќе го зборуваме. Секако дека највеќе што чини пакет, тој е најдобар за всушност за корисниците кои што патуваат надвор од Македонија и затоа оние кои што патуваат најчесто го користат најскапиот роаминг, затоа што всушност тоа и овде се користи во Македонија и затоа се вели роаминг како дома, значи ги користи оние услуги ги имаме. Така е, значи дали бесплатно, ако влегува во пакетот. Ако во пакетот се одредени услуги се наплаќаат, исто се наплаќаат и во овие држави. Секако дека тоа треба да го проценат самите корисници колку тоа се исплаќа на нив, да потрошат и колку време ќе се задржат во одредена држава која што би била една од овие што ги напоменавте. Ако да речеме временскиот период на престој е подолг, секако дека треба да се внимава на можноста да се користи таа роаминг услугите, поготово во делот на интернет, затоа што тука е констатирана најголемите проблеми кои што граѓаните се соочуваат, не внимавајќи при тоа дека да кажеме одреден видео материјал би можел да користи повеќе интернет и со тоа да го
потроши нивниот кредит како користење на роаминг и потоа да се наплаќа по регуларни цени. Тоа да она што ви велиме дека ако го потрошите она што го имате во пакетот, потоа продолжува да се наплаќа по регуларните цени или самиот оператор ви праќа соодветна порака да користите некој од дополнителен пакет кој што се активира со одветна SMS порака. Да. Ке позбруваме за што е со интернетот кога сме во роаминг, би се задржал уште малку на роаминг како дома и Западен Балкан. Овие услуги, како што споменавте, и за повици, за SMS пораки и за интернет, се оние кои што важат во договорот кој што сме го склучиле со операторите кај нас овдека во земјата. Дали е исто кога примаме повици, а не и само кога повикуваме, да речеме? Видете, значи ако излезете од она што е надвор од договорот кој што е подпишан со операторот, тогаш се наплаќа. Значи не може да не се наплаќа и она SMS порака која добивате, тамо пишува точно што се наплаќа и треба корисниците многу да внимаваат што добиваат како SMS порака. Кога ќе се надмине соодветниот пакет, корисникот добива предупредување, односно дали пакетот е искористен 80%, значи треба да добие 3 пораки SMS. Кога ќе го потроши пакетот во 80%, треба да добие предупредување дека има уште 20% да искористи од соодветниот пакет. Потоа добива порака дека пакетот му е завршен и како трета порака се исклучува по автоматски пат, се исклучува интернет сообраќајот на корисникот и добива соодветна порака дека интернет сообраќајот му е исклучен. Доколку сака да го вклучи, тогаш треба да испрати соодветна SMS порака за да може да го активира повторно користењето на интернет во роаминг. Додека гласовниот, оној говорниот роаминг, тој си продолжува да си функционира во зависност од тоа исто како во пакетот е тоа договорено. Затоа велам, она што треба граѓаните да внимаваат многу е тоа што има во нивниот договор. Јас би кажал дополнително пред да одат во било која држава да исконтактираат со нивниот оператор или да појдат во нивниот салон и соодветно да се информираат во која држава кои се цените и какви соодветни бенефиции би ги можеле да ги добиваат во користење на роаминг, мобилни и телекомуникацијски услуги во таа држава во која се наоѓаат. Ова иницијатива важи за Македонија, Косово, Албанија, Србија, Црна Гора и Босна и Херцеговина. Што доколку, да речеме, сме на одмор во Црна Гора, а се јавуваме во Албанија, ке наши пријатели? Дали тоа се наплатува дополнително или се важи како дел од? Тоа е исто дел од пакетот кој што овие 6 држави го имаме подпишано. Така што влегува во тој пакет кој што веќе корисникот го има подпишано со операторот. Меѓутоа пак ќе кажам, кога ќе излезе надвор од тоа веќе се други цените. Затоа многу треба да се внимава и уште еднаш ако треба да се информираат граѓаните кај својот оператор што тие добиваат и какви услуги за она што го плаќаат. Значи секогаш треба да се внимава она што го плаќате, што добивате за тоа што всушност сте го платиле. Сега да зборуваме за надвор од границите на оваа иницијатива роаминг од дома. Многу од нашите граѓани во текот на летниот период најмногу го користат за туристичко летување, соседството поточно во Грција. На што треба да се внимава пак кога заминуваме во земји кои што не се дел од оваа иницијатива? Највеќе треба да се внимава да не го вклучуваат интернетот. Значи највеќе најскапи услуги се интернет услугите, барем кај нас. Значи вие плаќате кај операторот кој што се наоѓа во Македонија.
не е интересен всушност за корисникот или за било кого надворешниот оператор од Македонија. На било кој оператор сте закачени се во Грција или во било која држава која што е надвор од овој пакет на држави, всушност добиваат всушност не вие сте имате обврска кон домашниот, секогаш кон домашниот оператор, тука ги плаќате сметките. Без разлика каде се наоѓате на земјината топка. Сега пак ќе кажам, треба секој граѓанин, секој корисник да се информира точно што пакет цената на чинење на услугите ги нуди операторот да речеме во одредена држава, дали ќе била таа во Грција, во Германија, надвор од овие држави, кои се дополнителните трошоци кои што корисниците би ги почувствувале на својата сметка кога ќе си дојдат дома. Оти обично сметката доаѓа од кога ќе си дојдете. Кога се вратиме назад, како сме заглавили со и тогаш ви се качува притисокот и се така натаму. Се уште ли е добро да се купи велата локална сим картичка или не? Видете, имено многу од нашите граѓани користат кога отидат во соседна држава да ги купат нивните локални сим картички, практично да ја користат таа услуга, имајќи предвид дека високите сметки знаат да ни се одразат лошо. Да, секое купување на странска сим картичка, тогаш вие плаќате према странскиот оператор и тоа не е исто така бесплатно. Секој корисник треба да види, ќе кажам, што му е поисплатливо и да си направи 15 минути да седне и да направи една математика колку би го коштало тоа надвор ако земе сим картица, колку би го коштало кога би тоа било преку роаминг, нели, од Македонија. Точно се нудат одредени сим картици кои што се користат надвор од Македонија и кои што користат само сообраќај интернет. Додека говорен сообраќај не, и тука македонските граѓани или корисниците загризуваат всушност на тој чекор да влезат во таква една активност која што ја земаат картицата од друг оператор и користат само за соодветен интернет сообраќај кој што нормално нуди многу можности, односно многу апликации кои што можат да се користат и за говор и за пишување на соодветни пораки. Затоа ќе кажам да се седне 15 минути да се направи една добра математика, тоа е најдобро. Оние често што одат во одредена држава, секако дека имаат своји пријатели тамо и можат, нели, и домашни или роднини, и можат да соодветно да направат математика и споредба дали е поисплатливо да се користи странска сим картичка за користење на мобилни телекомуникациски услуги или да си ја користат својата која што веќе имаат во Македонија. Дали, господин Арсов, треба нешто да направиме, да активираме или автоматски се вклучува нашиот мобилен телефон кај операторите кога ќе излеземе надвор од државата? Дали треба да избереме посебно некој оператор кога одиме во соседна држава? Тоа е некаде наведено или буквално го оставаме телефонот автоматски да ја одбере? Самиот телефонски уред има во себе можност да автоматски го избере операторот кој што домашниот оператор го има склучено како договор за соработка со странскиот оператор или да има мануелно, односно рачно бирање, така кажано, самиот корисник да може да си одбере на кој оператор би сакал да се прикачи. Нешто треба да се внимава тука или тоа е генерално услугите тоа се исти, пак ќе кажам, тоа како информација може да се добие од операторот кој што дома, односно во Македонија, го има склучено со странскиот оператор. И кој е тој странски оператор? Значи може да се исто така корисниците. Се вклучиме на некој оператор кој што не е наведен кај нас, нема да ве прифати мрежата. Значи нема да има дополнителни трошоци ако нема да ве прифати мрежата. Значи ако сте приметиле,
да речеме, доколку државата во која што се наоѓа корисникот има 3 мобилни оператори, а нашиот мобилен оператор со тој странски оператор со еден има склучено договор, на другите два нема да можете да се вклучите, бидејќи нема да ве препознае, односно операторот со оператор нема да се препознаат, затоа што секој оператор си има и свој меѓународен код, кој што меѓу себе си ги разменуваат и се препознаваат самите мрежи меѓу себе, за да може да комуницира одреден корисник преку одредена мрежа. Самите тие мора да бидат препознатливи. Како се препознаваат? Се препознаваат со соодветни кодови, бројки, кои што бројки се запишани во меѓународната телекомуникацијска организација ITU и соодветните европски телекомуникацијски организации, и тука каде што и Македонија е нели членка и учествува во тоа, како нели едно глобално семејство на телекомуникацијски услуги. Споменавте дека сметките за користењето на мобилните услуги обично ги плаќаме откако ќе се вратиме од одмор и знаеме често пати да бидеме можеби и шокирани. Ако некаде ни наплатат дополнителни трошоци за роаминг, што треба да направиме? Кого да контактираме? Најпрвин се врши контакт со самиот оператор, значи домашниот нашиот оператор, каде што има корисникот склучено соодветен претплатнички договор. Доколку самиот корисник се сомнева во она што му е превисоко за она што го добил, и него или она што му било кажано не било исполнето додека се наоѓал во друга држава, тоа го наведува како приговор до операторот каде што има склучено соодветен договор. Доколку добие негативен одговор, нели, доколку добие позитивно, тоа се решава меѓу нив и меѓу операторот и корисникот, и тоа е нели завршена работа, сите задоволни, се е во ред. Меѓутоа, доколку не е во ред, доколку корисникот не е задоволен, тогаш се поднесува приговор до Агенцијата за електронски комуникации, каде што тамо постои, тука кај нас постои служба која што води сметка за вакви жалби и приговори и соодветно ги решава. Сега се прави и соодветно соочување, представник на операторот доаѓа со самиот корисник и врз база на доказни аргументи се одлучува дали корисникот е во право или операторот е во право. Најчесто операторот е во право, мислам одма да кажеме, дека најголемиот број на случаеви е операторот во право, се заради тоа што корисниците не се доволно информирани. Затоа секогаш велиме подобро прашајте и нема, барем еве јас како нели и професор и доктор, велам нема, и на студентите кои ме кажам, нема глупави прашања, подобро е да си прашате и да си добиете било каков одговор, отколку никаков одговор. Има ли многу жалби во врска со користењето на роаминг од граѓаните? Па најчесто се во летните периоди, кога граѓаните одат надвор од, најчесто се надвор од Македонија и го користат својот годишен одмор надвор од државата. Меѓутоа, бројот на корисници, бројот на приговори во однос на бројот на корисници е многу мал. Затоа што, видите, Македонија е земја која што има два мрежни оператори, тие се дуопол, така да кажеме, за разлика од други држави каде што има по 3 по 4 мобилни мрежни оператори и како така, како дуопол, горе-доле цените се исти, пакетите се исти, се договараат тие меѓу себе и не можете никако да реагирате во делот на таква состојба. Со влегување, да речеме, на трет мрежен оператор, што повеќе нели вакви оператори подобро за корисниците, за да можат да добиваат соодветни услуги за подобри цени. Конкуренцијата треба да си го направи своето, односно да дојдат подобри цени и подобри услуги во делот на телекомуникации. Имам уште едно прашање со роамингот, но веќе го споменавте и третиот мобилен оператор, пројавен е интерес, ако не се лажам, кон средината на месецов Агенцијата за електронски комуникации го објави интересот, веќе има, колку што можев да се информирам,
3 мобилни оператори кои што се заинтересирани за влез на домашниот пазар. Кога можеме да очекуваме дека ќе добиеме трет мобилен оператор кај нас сега? Таа процедура може би е долга, но едно таков поглед кон идината кога најбрзо би можеле да добие Македонија свој трет мобилен оператор, а после ќе разговараме нели во иднината кога ќе го добиеме за тоа какви ќе бидат цените и услугите, дали тоа ќе придонесе за намалување практично на цената која што ја плаќаме за услугите. Па видете, се работи за не толку едноставна постапка. Точно сега се пројавија интереси за три кандидати за мрежни оператори. Во ваков случај, кога се јавуваат 3 мрежни оператори, постапката е тоа што треба да се објави јавно наддавање, така што од тие 3 ќе се избере еден кој што ќе даде најдобри услови, односно најдобри можности согласно критериумите кои што се дефинираат согласно Законот за електронски комуникации. Постапката секако дека ќе биде долга, сега зависи од самиот оператор како ќе може сето тоа да го изменаџира и да го реализира, имајќи предвид, како што кажав, дека изградба на соодветна мрежа не е така едноставен процес, поготово кога се работи сега и за нови технологии, нели 5G, па понатамо 6G, па треба и 4G да го покрие, треба да покрие скоро цела Македонија со соодветни услуги телекомуникацијски, нели, она мрежно покривање што го велиме. И сепак тоа не е едноставно и претходните оператори, и двата што ги имавме и пред тоа 3 што имавме, истата процедура имаат помината, тоа не е нешто сменето, не е нешто ново. Истата процедура имаат поминато. Најпрви тие секако ако влезат ќе користат мрежа од постоечките оператори и како ја наградуваат својата и ја градат својата мрежа, така ќе се префрлаат на својата мрежа и ќе може да бидат многу поконкурентни на самиот пазар. Добро, до крајот на годинава ќе добиеме ли? Па не верувам дека до крајот на годината, бидејќи не оди така изградбата на соодветна мрежа, не оди така брзо и затоа велам и претходните оператори им требаше 2 до 3 години за да може да почнат со полн капацитет да даваат соодветни телекомуникацијски услуги на граѓаните. За крај ќе ве прашам, се зборили ли во моментов, ќе се навратиме на темата денешна околу роумингот, намалување на роуминг, трошоците помеѓу Западен Балкан и Европската Унија. Што можеме да очекуваме во иднина на тоа поле? Па знаете како, ние секогаш сакаме и се бориме за тоа да се приближиме кон Европа, бидејќи европските држави немаат никакви трошоци во делот на роуминг, тие се како едно семејство, како ние што Западен Балкан. Така, дури и подобри се во тој сегмент. Да кажеме, ние правевме обиди во минатото да и Бугарија влезе во целата оваа приказна и Грција да влезе во оваа приказна, меѓутоа за жал не најдовме соодветна позитивна реакција од другата страна. Ќе продолжиме да правиме напори, бидејќи сепак е тоа и во интерес и на тие држави во кои што одат доста македонци, дали на зимување, дали на летување, и цените кои што ќе бидат тамо регулирани да бидат европски цени, односно да бидат соодветни за нашите услови. Јас секогаш се трудам да сето тоа го предлагам да биде во интерес на граѓаните и корисниците кои што не заслужуваат, него треба да добиваат, бидејќи во другите држави, верувајте, многу по-ефтино во однос на она што го добиваат како приходи, нели? Секој семејство си има своји приходи и расходи, така што во делот на телекомуникацијските услуги секаде во Европа, па еве и во Соединетите Американски држави, овие телекомуникацијски услуги се
многу така да кажеме ефтини, многу ефтини во однос на она што го добиваат како примање. Значи трошоците кои што се за телекомуникацијски услуги треба да бидат да не размислувате вие воопшто за тие трошоци, а не да ве боли главата дали кај нас е голем издаток. Да, кај нас е голем трошок кој што секогаш нели внимаваме до секое денарче колку ни е трошокот и колку ќе ни биде трошокот за вакви телекомуникацијски услуги, додека во другите држави за тоа не се ни размислува, затоа што имаат соодветни примања кои што ваквиот вид на трошоци воопшто не представува никаков проблем. Се надевам дека овие совети, господин Арцов, кои што ни го дадовте во врска со роуминг, нема да ни представуваат никаков проблем и да не боли глава од високи шок сметки доколку нели го користиме мобилниот телефон надвор од границите на Република Македонија. Ви благодарам за тоа што ова утро одвоивте време и што ги споделивте овие сознанија заедно со нашата публика. Ви благодарам и на вас.